И време е за првите гости во нашето студио со убави вести. Овој понеделник стартуваме и горди сме на успесите на ансамблот Никола Јонков Вапцаров. На таа цел наши гости. Ирина, добро утро и за тебе, добро утро и за твоите убави гости. Гостинките пред се Тамара и Сидора, играорки во овој ансамбл, како и Мартин Цветковски, уметнички директор на ансамблот Никола Јонков Вапцаров. Имате интересен разговор и верувам дека имаме да споделиме, Мартин, многу убави вести со тоа што ќе ги поттикнеме ова лето сите родители да размислуваат каде да ги насочат своите деца од септември. Така е, Сузе, благодарам многу за оваа навистина преубава најава. Јас само ке додадам дека имаме навистина огромен повод и наша чест е секако ова утро да ги имаме гостите од ансамблот Никола Јонков Вапцаров. А поводот е тоа што тие неодамна, од пред неколку дена, ни се вратија од Будимпешта, од Унгарија, каде што учествуваа на престижен фолклорен фестивал, кој што се случуваше од 7 до 14 јуни и се вратија со две навистина значајни награди, две први места, и тоа прво место од стручното жири и она што за нив, а и за секој играорец е најважно, прво место од публиката, бидејќи тие се оние кои што играат, кои што го работат сето ова токму за публиката. Наши амбасадори ни светот ова утро, како што ги представи и Сузе, представници, односно членовите играорки и уметничкиот директор од ансамблот Никола Јонков Вапцаров пристигнаа веќе пред половина час овде во телевизија Алфа. Видовте на големиот кадар дека навистина ни го разубавија студиото. Навистина во овие преубави носи од Пиринскиот дел на Македонија, со кој што настапува и на овој фестивал. Еве да се ги представам јас, до мене е Тамара Цветковска, играорка, потоа Мартин Цветковски, уметнички директор на ансамблот Никола Јонков Вапцаров, и Сидора Коколанска, играорка. Добро ви утро, ви благодарам што и покрај тоа што сте на распуст, станавте рано утринава да бидете со нашите гледачи, кои што не следат и низ Македонија, низ Европа, а и широм светот, на секаде каде што зрачи сигналот на Алфа телевизија. Верувајте, нашинците кои што се во Австралија, во диаспората, навистина многу сакаат да слушаат еве баш за вас, за културно-уметничките друштва, за она што потекнува од нашата Македонија. Честитки за овие престижни награди, навистина. Гордост сте наша македонска. И ќе го почнеме разговорот со вас, Мартин, како уметнички директор на ансамблот Будимпешта. Кажавме престижен фолклорен фестивал. Се вративте со две први награди. Каков фестивал беше тоа, од каков ранг, кој се покрај вас учествуваше? Добро утро и од мене. Поздрав до гледачите во Македонија, надвор Македонија, во диаспората. Се работи за еден фестивал кој е еден од најпрестижните и реномирани во Унгарија, се одржа во Будимпешта во периодот 7-14 јуни. И ете, така оваа година испадна, бидејќи не ни е прв пат да учествуваме на него. Последниот пат бевме во 2018 година. Тогаш се вративме со второ место. И еве после скоро 7 години се враќаме не со една, него со две први места. Немаше повеќе што да се освои. Тоа што можеше све се освои. Врвот, да, значи стручно жири, публика, овации, значи се најубаво собравме, донесовме назад во Македонија. Да. Овдека се наградите кои што ги донесовте, имате сертификат, имате нешто што е специфично од Унгарија, а тоа е овој часовник. Сега јас вака внимателно само да не направам некоја белја, би сакала да го видат нашите гледачи. Ова е нешто што е со унгарски фолклор, така? Да. Нивно што е ова специфично, еве вие ќе подобјасните? Да, кога ни го доделува унгарците, ни беше објаснето дека на самиот часовник мотивите тие што се цртежите всушност се го представуваат културата, традицијата на самата Унгарија и дека истиот е заштитен од УНЕСКО. Нешто како Охридското езеро и Копачката кај нас. И ова е она што го донесовте вие кај нас, ова е... Тоа е наградата од публиката. Од публика, така. Еве сега продзирна е, ама ке се надевам дека ќе може да се види вака малце поубаво. И втората исто ваква награда е награда од стручното жири, така?
Еве, не знам колку се чита и дали се чита. Еве, вака, продзирно е навистина, ама нека стоја тука, може би поубаво ќе ги фати и камерата. Ова е едната е статуетка, значи првата награда од публиката, а втората е од стручното жири. Со што се представивте? Која ви беше вашата програма? Таму 10 дена траеше целиот фестивал и секој ден имаше концерти. 10 дена? Да, 10 дена траеше. Секој ден Секој имаше ден се концерти. оценуваше? Комисијата постојано ги следеше сите настапи на сите групи учесници. Нормално на повеќе локации во Будимпешта се одржува, главната беше на предпоследниот ден, главниот надпревар. И таму се со различни кореографии целиот фестивал се представувавме. Таа вечер врз основа на одредени критериуми кои ни беа испратени, речиси Предходно, така, да. 2 до 3 месеца пред да се учествува на фестивалот, во поглед на минутажата, во поглед на све. И во тој момент така јас се одлучив после долга анализа и консултации со игрорците и бидејќи го познавам фестивалот, втор пат ми е на ова кај што учествувам, одлучив да биде кореографијата Пирин, каде што ќе се представи нели и боите на Македонија преку носијата, преку музиката, играта и песната на сцена, динамична брза кореографија. И еве се потврди тоа дека ниту јас, ниту момците, девојките не сгрешивме, дека не само што направивме добар избор, него и најдобар избор. Так. Тамара и Исидора се дел од играорците кои што беа, 30 на играорки и играорци бевте на фестивалот. Ова беа носиите кои што еве ќе го замолам и колегата и режијата да се види овде носијата на Тамара. Ова е носија од Пиринска Македонија. Има нешто автентично, нешто што е за оваа носија карактеристично што би сакале да споделите? Боите, значи представуваат црвената, жолтата боја на Македонија, тоа е Пирин планина, каде што има нели разноликов поглед на шеренилото, цвеќињата, затоа и такви се, значи со цветни мотиви поглед на марамите. Значи со неколку реченици боите на Македонија, динамиката на играњето, на музиката, на игрите, песните, ете ќе има можност и видеото ќе биде објавено да се види од настапот таму. Така да најдоброто е нешто што можеше да се едно од најдобрите работи. Одат веќе фотографии, може да ги видат и нашите гледачи. Сега не знам дали ви се ова фотографии вие ќе кажете од Будимпешта? Да. Така да. Еве може ако сака Исидора да ни прокоментира, Мартин заедно, кој сака да каже. Еве ова е од наградите. Наградите, така. Ова е во први, ова е првиот концерт, отварањето на фестивалот. Так. Еве, тука додека си одат фотографиите, може да ве прашам, еве, Исидора, да ми кажеш, какви се вашите впечатоци како играорци? Очекувавте ли прва награда? Или барем дали, може би потајно се надевавте? Вие сте таа генерација која што, како што кажавме предходно, колку години си Исидора во ансамблот Вапцаров? Околу 10 години си. 10 на години, значи ова е генерацијата која што 10 години макотрпно 2-3 пати неделно ќе каже подоцна и Мартин се среќавате, вежбате, која што ја донесе оваа награда. Очекувано ли беше? Па искрено, нели наставникот како наш водич не припремаше како физички, така и психички, многу не припремаше. И очекувавме нели одредена награда, но не 2 први места. Но веќе кога не прогласија дека ние всушност сме победниците на првите 2 места, свативме каков успех нели сме дочекали, сме постигнале нели како група, но искрено во себе чувствувавме дека нека можеби првото место е наше, нели знаејќи како играме, знаејќи колку сме се потрудиле за истото. Така да очекувавме нешто такво големо. Какви беа реакциите на публиката? Еве, вие сте на сцена, Мартин исто и вие бевте на сцена, така со бев и јас, не ги оставив сами. Нашиот фолклор македонски е колоритен и тежок, нели? И како ве прифаќа публиката? Видете, секогаш каде што ќе излезе македонски фолклор на сцената, нема публика што може да остане рамнодушна, без разлика тоа дали е македонска публика или некоја странска публика. Таму во Будимпешта, јас, како што кажав, втор пат сум учесник, првиот пат со друга генерација, во 2018. За мене ова не е само и за ансамблот дупла победа, односно со 2 први, туку е тројна победа, од причина што ви кажав тогаш освоивме второ место и тука настана тој
мини притисок да го наречам на оваа генерација, како што каже Исидора, не подготвуваше на сегот психички, затоа што тогаш што сме второ место, и јас им реков, нели, награда е награда, успехи трето место, но најмал се второ, бидејќи последниот пат беше второ, али целта ни е секогаш прво. Целта ни беше прво, но кога беа две први места, тоа беше над очекувањата и мислам чувството беше без зборови не може да се опише. Да. Може да одат еве и фотографиите, режија, имаме и видео токму подготвено од Будимпешта, да видат и публиката да види каква е таа прослава. Претпоставувам после тоа славевте и нормално, нели, треба да се прослави овој успех. Додека си одат еве и видеата и фотографиите, сега би сакала да имавте ли малку време да прошетате низ Будимпешта? Не беше се, претпоставувам, нели, вежбање и концерти. Кое време се одржуваа концертите, како беше организирано? Како бевте задоволни од организацијата на самиот фестивал? Организацијата, како што кажав, реномиран фестивал, 30 години јубилеј постоење, славеше фестивалот. Концертите претежно беа попладневните часови, но нели самата организација, бидејќи беше толку добро организирана, неколку часа порано бевме сите пристигнати и групите, све со технички проби, со сценски проби, со подготвување у костимите неколку часа порано, да не се задоцни ни минута. Не само што не се дочнеси ни минута поглед на било каква техничка работа, него еден час бевме подготвени порано од све. Така да слободното време си го имаат децата, нели, во тринските часови. Некогаш концертите ќе завршеа па малку порано, па после тоа, после концертите има можност да си прошетаат, нели, из Будимпешта. А све се наоѓа време, нели, кога има желба и кога е добро организирано. Кој ве подготвува? Кој ви се, да споменеме делот тимот, кажавме 30 луѓе бевте, бевте само играорци или имаше и дел од ансамбл, имавте малку и пејачка група, кој го сочинуваше целиот тим кој што отпатува? Значи, таму бевме мешан состав од првиот и од вториот ансамбл на друштвото. Таму беше подготвена однапред една екипа, која состав, да кажам, што однапред знаевме која ќе се надпреварува таму. Нели, тоа е заеднички тимски успех на сите, но кореографијата, како што кажав, однапред 2 месеца беше подготвена нормално, а подпомогната со останатите, нели, сите играорци и играорки таму. И врз основа на тие критериуми што ги анализиравме и останатите, нели, учесници над преварувачи. Моја задача беше да проценам и другите земји. Имавме информации кој што како се подготви. Така да сите таму земји што се надпреваруваа не одеа со настап на музика во живо. Значи не ни беше тој критериум како морално врзувачки. Така да исто така, нели, немаше, нели, она во живо пеење, све беше на аудио снимка од пред тоа. Така беа сите групи. Морам да напоменам дека претходно врз основа на онлайн селекција од сите земји бевме обврзани да испратиме видео наше од секој ансамбл, каде што не врз тоа го евалуира кој од тие пријавени ансамбли може да се надпреварува на главната вечер. И така да од 8 пријавени се преполовија на пола и од таа половина уствари ние се надпреваравме на сцената. Се смеам бидејќи се гледа радост овде на видеото. Не знам, Мартин, колку имаше можност да го погледнеш, бидејќи кажуваше еве за впечатоците. Се гледа радост. Еве ова. Да, еве тоа, јас сум таму, да. Заслужено, браво. Честитки уште еднаш, навистина како што стои во насловот наша македонска гордост со овие две награди. Имаше и солзи радосници, можеби видов тука, или можда сум грешка. Да, точно. Кај сите. Да, кај сите и така треба да биде кога се овие успеси во прашање. Сега би сакала, Мартин, малку една лична карта за друштвото Никола Јонков Вапцаров, 47 години постоење и безброј настапи и овде во Македонија и надвор од границите на Македонија. Ова не се ваши единствени награди, вие имате и учество и на останати фестивали, носите исто така награди од секаде. Една лична карта за гледачите, колку, како да ги наречам тие, колку групи сте и имате, бидејќи сте ансамбл, нели, имате и свирачка група, ако така се вика, пејачка група. Пејачка група, оркестар. Оркестар. Значи 47 години постоење, веќе, нели, работиме кон 48-та успешно. 1978 формирани, нели, 47 години се многу за да се даде, нели, таа све да се опати. Што има. Да, но сепак јас
веќе 10 години, 11-та година веќе сум уметнички директор на ансамблот, 2014. Така да во овие 10 години јас две генерации, значи имаме втора генерација што ја раководам. Нормално, успеси не ни се први награди, но можам да кажам дека се во последните 5 години овие реномето кои сум најгорд лично за себе и на оваа генерација, од причина што оваа генерација 10 години работеше на нешто вакво. Од 2021, нели после короната кога почна све активно се работи нормално да функционира, овие деца започнаа, значи на 12 годишна возраст, 11-12 години имаат тогаш, кога започнав после короната да го реконструирам оние последици, да ги ублажам што ги трпеше, речи си секој. И еве, се исплатеше тоа. 10 години ни чекаа како игрорци 11, како генерација 5. И ете, има освоено прво место во Романија, тоа беше 2023 година, 2024 година лани исто се направувавме во Турција, таму освоивме прво место за најавтентична и најубава женска оригинална носија од Скопска блата, од Скопски регион, нели, али сепак во играње вакво нешто. Овие се тие две награди во задниве 5 години кои јас лично и сум најгорд на оваа генерација, на овие деца, зашто како што кажав, од второ место доаѓаме веќе на истиот фестивал со две први. Тоа е значи тројна победа, што го нарекувам тоа. Каков мотив е значи ова сега за сите родители кои што не следат баби дедовци, еве да им пренесат на своите внучиња. Од септември почнуваат уписите, значи имаме мала, предпоставувам, како ви се групите поделени, мала група, средна? Да, не напоменав тоа. 11 фолклорни групи имаме. По новото А11-та, уствари групата за возрастни што ја имаме. Ветерани? Па ветерани, да, во нив има ветерани кои биле нели порано игрорци, а останатиот дел се шегам возрастни, значи кои во подоснежните години одлучиле да се запознаат или да научат да го играат македонскиот фолклор, никогаш не е досна за ништо. Иначе групите нас ни се распределени врз нормално на возраст, врз основа на критериуми како понатака напредува детето, од 5 годишна возраст, нормално до возрастната група 40, 50, 60 години, каде што колку може од има, возраст. да, има и такви членови, да. Така да нели се запишува од 5-6 годишна возраст, препорачливо е и 6,5-7 сосема одлично, каде што од најмалата возраст потребно е нели да се развива тоа ке секое дете. Што викам јас, секој македонец го носи фолклорот во себе, прашањето е кога и како ќе го разбуди. Исидора, кај тебе се разбуди пред колку години? Па кај мене се разбуди пред околу 10 години. Така. Најголем удел овде имат нели моите родители, кои што одлучиле да ме упатат нели по овој пат на фолклор. И нели сите ние како македонци си го носиме фолклорот кај нас, но кој колку ќе го развие, тоа веќе нели до него. Заедно со Тамара вие сте и ученички во средното музичко училишен балетски центар, како се вика точно, така Илија Николовски Луј. Мислев точниот назив како беше, вие и ваше ќе биде професионално сето ова, нели? И понатаму продолжувате, групата ви се вика Насока за традиционална музика и игра. Одлично. Значи си продолжувате понатаму по стапките на ова што сте почнале пред 10 години. Сакав да ве прашам летниот период, имате уште некое патување, можеме да најавиме учество на уште еден фестивал? Да. Можеш и си Дора. Да, ќе учествуваме. Има дозвола од Да, може за тоа, ајде нека малку се пофалат сами. Ќе учествуваме на уште еден фестивал, кој што е исто така надпреварувачки карактер, тоа е во Португалија, во Брага. Воедно имаме уште еден фестивал кој што нели вториот ансамбл, тоа исто така во Португалија, но во Порто. Порто. Тоа се два фестивали, значи што се одржуваат речиси точно до ден. Значи таму се 11 ноќевања во место, значи негде околу 3 недели целото патување, целата турнеја. Два фестивали во Порто и во Брага, 50 на километри се оддалечени. Целата група се 55 игрорци што ќе учествуваат, поделени. Значи 5 наставници, тројца одат со едните, двајца одат со другите, спремни со посебен, значи таму критериуми уште поригорозни, каде што можеше да има нели народен оркестар со пеење, со све. Сега ќе видиме таму како ќе се вратите. Ќе се вратиме. Имате прекрасна енергија. Јас можам да зборувам Суза, можеби уште некој 10 на 15 минути, ама за жал времето е толку и измина.
честе, предпоставувам, и голема задоволство да се работи со вакви прекрасни деца, убави, со убава енергија, како што го разубавивте нашето студио, верувам дека ги разубавивте и домовите на гледачите и навистина имате одлична енергија. Сакувам многу успех во Португалија и верувам и се надевам дека тоа нека биде повторно повод и причина Мартин да ни гостувате повторно овде, да го представиме вашиот успех и секако со други играорци, нели? Да ни го разубавите повторно и студиото. Ви благодарам, а сите вие родители кои што сакате да го негувате фолклорот, сакате вашите дечиња да се запишат, од септември почнуваат новите уписи, Мартин? Да, од септември општина Аеродром се наоѓаме ние по сите основни училишта, имаме помали секции за почетници, така да ќе има информација сите родители, баби, дедовците во основните школи како почнува годината училишна, така и ние ќе може да си ги запишат дечињата и внучињата. Честитки и многу успех понатаму. Ви благодарам што ова утро бевте наши гости. Благодарам.